Почнуваме со вестите. Добро дојдовте. На Скопскиот аеродром денеска е причекан 2 милионитиот патник Ивана Николовска од Прилеп, која живее во Мелбурн. Таа претпланово пристигна од Доха со летот на Катар Airways, а на аеродромот беше пречекана од министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, извршниот директор на ТАВ Македонија Алпер Ерсој и представници на компанијата. Почнуваме веднаш по генералната најава. Општина Бутал донираше прочистувачи за воздух за градинките. Сензорна соба за деца со попреченост се отвори денеска во основното училиште Димо Хаджидимов во Влае. Од денеска отворена трета поред изложба на уметниците од општина Илинден. Лицата со попреченост револтирани од новиот закон за социјална заштита. Децата од јаслените групи во градинките во општина Бутал од денеска ќе дишат почист воздух, барем додека престојуваат во градинка. Градоначалникот Велимир Смилевски денеска предаде во употреба 8 прочистувачи, а на почетокот на 2019 година се очекува да се набават уште 30 прочистувачи за воздух. Групите на најмалите деца во градинките во општина Бутал денеска добија прочистувачи за воздух. Донацијата од 8 прочистувачи за јаслените групи ја предаде градоначалникот на општина Бутал Велимир Смилевски, кој нагласи дека во тек е набавка и на останатите 30 прочистувачи, со кои ќе бидат опремени сите занимални во 6 објекти на јавната установа Детска градинка 11 октомври. Во договор со градинката се договоривме да донираме прочистувачи на воздух, кои што ќе бидат во првата фаза намонтирани кај најмалите во јаслите, додека пак втората фаза после нова година ќе има и нов тендер каде што ќе поставиме во секоја училница кај што има деца прочистувачи. Директорката на градинката 11 октомври Луција Кировска истакна дека новите прочистувачи на воздух престојот на дечињата ќе им го направи поздрав и попријатен. Набавени се прочистувачи за сите јаслени групи во градинката 11 октомври. Во тек е набавка на нови прочистувачи за сите останати возрастни групи, со тоа да се овозможи децата да при престојот во градинката имаат чист воздух. Покрај набавката на прочистувачите, во контекст на активностите за борба против загадувањето, од следната недела во дворовите на училиштата и градинките ќе се организираат еколошки акции. Од наредната недела и во дворовите на градинките ќе посадуваме дрвца како еден од планот на општината за прочистување на воздухот во општината. Останатите 30 прочистувачи се очекува да бидат набавени во јануари 2019 година. Сензорна соба за учениците со попреченост се отвори денеска во основното училиште Димо Хаджидимов во Влае. Ова е втора сензорна соба која се отвара во училиштата во Карпош. Првата сензорна соба е направена во училиштето Јана Москоменски, а председателката на Сдруженијето Дајте ни крилја Ребека Јанковска-Ристевски најави и трета сензорна соба во основното училиште Владо Тасевски. Нова ресурсна соба за учениците со попреченост е отворена во просториите на основното училиште Димо Хаджидимов во Влае. Оваа сензорна соба има за цел да го олесни воспитно-образовниот процес на учениците со попреченост во моментите додека следат наставата. Ресурсната просторија или сензорната соба е опремена со посебни реквизити, сензорно осветлување, дидактички материјали, играчки коцки, сложувалки, таблет, телевизор. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев посочи дека оваа просторија со која се подобруваат условите за децата со попреченост е резултат на меморандумот за соработка кој општината го потпиша со Сдруженијето Дајте ни крилја во април годинава. Целта на нашата општина во соработка со невладиниот сектор и граѓанските организации е во континуитет 365 денови од годината да се грижиме за нашите сограѓани со посебни потреби, особено за најмладите лица кои што се ученици во основното образование во нашата општина или се во предучилишна возраст, односно во градинките. Ова денеска што се реализира заедно со Дајте ни крилја и со почитуваната Ребека е уште еден доказ дека
можна е успешна соработка помеѓу локалните власти, официјални и невладиниот сектор, односно граѓанските организации. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу вакви и поубави прекрасни настани каде што преку кои што ќе им помагаме особено на нашите најмлади сограѓани со посебни потреби. Председателката на Сдруженијето Дајте ни крилја, Ребека Јанковска-Ристески, која е заслужна за создавањето на оваа сензорна соба, изрази голема благодарност до сите кои помогнаа да се направи оваа сензорна соба, која ќе биде од голема корист за децата со попреченост. Пресрекни сме затоа што го направивме ова, навистина неминовност од инклузивниот процес во училиштата и да постои еден ваков ресурсен центар, односно ресурсна училница, која што од време на време ќе им биде од корист на лицата со попреченост, каде што тие ќе можат по еден час, по половина час да поминуваат време, затоа што најчесто се случува да овие дечиња немаат секогаш трпение да ги истераат сите 4 или 5 часа, сакаат да излезат и тогаш да не се случи нели да шетаат по ходници, да се во други училници или надвор, да има каде да дојдат, а исто така и на нивен соодветен начин да им се помогне во совладување на материјалите што ги имаат за учење, затоа што во оваа училница ќе има нели помошни средства, дидактички материјали кои што се специјално за нив наменети. Ваква сензорна соба неодамна беше отворена и во основното училиште Јана Москоменски, а следното училиште кое ќе добие ресурсна просторија или сензорна соба, која ќе биде трета по ред, е основното училиште Владо Тасевски во Козле. Лицата со инвалидитет остро му се спротивставуваат на новиот закон за социјална заштита, со кој се предвидува укинување на средствата за нега од второ лице во висина од 4400 денари. Нивните барања се да се избрише став 2 од член 156 од законот. Покрај тешката животна судбина и тешкотиите кои им ги носи телесниот инвалидитет, лицата со оштетен вид и слух, лицата со отежната мобилност и лицата со психички проблеми сега се исправени пред нов предизвик, кој им го наметнува новиот закон за социјална заштита. Предлог законот за социјална заштита, кој го подготвува Министерството за труд и социјална политика, наместо да ги унапреди нивните права, дополнително ќе им го отежне животот. Лицата приматели на додаток за мобилност ќе го изгубат правото на туѓа нега, бидејќи согласно законот би требало да одберат користење на овие парични средства само по еден основ. Нашиот соговорник Гоце Димов вели дека ако законот помине во парламентот, над 50.000 лица со телесен инвалидитет ќе останат без паричната помош од 4400 денари, која ја земаат со години наназад, односно од 1946 година, откако е изгласан законот. Гоце бара да се избрише став 2 од член 156 од законот, бидејќи е неприфатливо еднаш стекнатото право на парична помош да се укинува, ако се земе в предвид дека состојбата на лицата со инвалидитет е трајна. Македонија го одбележа светскиот ден за лица со оштетен вид. Токму по тој повод денеска се наоѓаме во Сојузот за слепи лица и разговараме со господинот Гоце Димов, кој што ќе ни раскаже нешто и околу неговата животна судбина, околу предизвиците со кои што се соочува, меѓутоа и со ќе зборуваме и за законот за социјална заштита токму на лицата со оштетен вид. Најнапред ви благодарам за минутите кои што ги издвоивте за интервјуто во Прва Скопска. Благодарам и јас на остапениот простор и можноста да кажам своје мисли. Така, може ли ни кажете, еве како што спомена во најавата, се одбележа во Македонија светскиот ден за лица со оштетен вид. Со какви се потешкотии се соочуваат? Па потешкотиите генерално со кои што се соочуваме секојдневно се од различен вид. Најчесто тоа се архитектонските бариери, најчесто тоа е јавниот превоз, најчесто тоа е културата на возачите и така натаму и така натаму. Мене генерално ми се деселе два проблеми. Првиот и помал е оној што го изгуби видот, а овој вториот и поголем е што живеам во Република Македонија и во Скопје. Може ли ни кажете, еве зборуваме за возачите, за нивната култура, за пристапот во одредени институции, за архитектонските решенија. Тоа долго време е тема на разговор, меѓутоа се менува ли нешто? Како да ви кажам, се менува. Генерално колку е ракот, 2 напред, 3 назад и така натаму. Или обратно. Така, што е она што имате вие да го споделите со нашите гледачи? Во однос на Законот за социјална заштита,
Значи, генерално сите светски влади прават одредени закони, правилници и така натаму, со кои што се трудат да ги подобрат правата или компензационите права на ваквите категории на луѓе. Овдека не станува збор само за слепи, него станува збор и за телесно инвалидизирани лица, за глуви и за лица со психички попречености. Ние во овој момент сме сведоци Министерството на Република Македонија за труд и социјална, кое што е во едно и ресорно министерство за оваа категорија на граѓани, зборам за сите категории на групи, донесува нов закон, веројатно од за нив познати причини, мене тие причини зашто го донесува не ми се познати, меѓутоа со овој закон флагратно се кршат одредени права на сите категории на овие категории, значи вклучувајќи и слепите. Значи, со член 54 став 2, слепите, овој телесните, глувите и лицата со психички попречености кои што користат додаток за посегашно е попреченост, по стариот закон си беше експлицитно наведено, значи слепило, глувило, мобилност и така натаму, го губат правото од помош и нега од второ лице. Сега, од за нив познати причини, ние и како Сојуз, кај што јас учествував, значи консултиравме многу луѓе од правната фела, правото на нега и помош од второ лице и правото, ајде понивно сега на попреченост, јас се викам за слепило, се две различни институти на правила и права. Компензациони права и тие имаат различна функција. Негата и помошта е една работа, а правото да се движите вие и да искомпензирате оно што не можете во градскиот метеж е втора работа. Значи правото на мобилитет е втора работа. Не знам од каде тоа министерката или незината стручна служба најде таков модул. Ние најостро протестираме за тоа, бараме одредени барање до владата, до НЕЗИ и така натаму. Обовуваме некои разговори, генерално тешко ни оди. За мене лично, а и за голем дел од моите истосудбеници, овој член 54 став 2 е неприфатлив од две прости причини, бидејќи е тоа право кое што слепите во Македонија го живеат од 46-та година. Како ние сакаме све што е добро да избришеме, веројатно и таа држава сакаме да избришеме, пошто Македонија веројатно постои по некого од 90-та, по мене од 46-та година. Срамен овој чин, ги повикуваме надлежните органи да во еден заеднички диалог, да со заеднички диалог најдеме еден компромис како законот би служил за онаа цел за која што и се донесува, да ги подобри правата компензациони на оваа група граѓани, а не да ги уназади. Лесно ќе ги вратиме од 19 век. Дајте луѓе да ги донесеме луѓето од 21 век. Имате ли никаков предлог? Па имаме предлог, значи прво за нас како група. Воопшто многу лесно ќе го решиме овој проблем со самото тоа што ако министерството или владата се согласи да ставот 2 од член 54 едноставно се избрише. И веднаш се решава све. Све останува исто. Не верувам дека фискалните импликации, или не сакам да верувам дека фискалната импликација им била мотив, затоа што Македонија така и така нема пари, ако имаше до сега, имала и од сега. А ако е тоа судир на права, тоа функционира поише од 10 години. Зашто до сега не било судира, од сега е судир. И така натаму, и така натаму. И на крај на краиштата, имате ви еднаш стекнато право, не можете да го кинете така, туку така, ајде ќе го кинеме правото. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека целта е да се направи закон кој ќе биде во интерес на корисниците и дека во подготовката на законот ќе се земат во предвид мислењата на сите засегнати страни. Во непосредна близина на булеварот Февруарски поход во општина Аеродром, поточно во насилбата Ново Лисиче. Денеска беше пуштено во употреба ново детско игралиште, волонтерски изградено во чест на Светскиот ден на волонтерите.
Општина Аеродром доби ново катче за најмладите во Ново Лисиче, лоцирано во непосредна близина на булеварот Февруарски поход. Станува збор за мини детско игралиште изработено од гуми и други материјали, кои во чест на одбележувањето на Светскиот ден на волонтерите го изградија волонтери вработени во компанијата Ивана Македонија во рамки на проектот Ивана волонтира. Локацијата за поставување на детските реквизити ја одреди Општина Аеродром, која дополнително ќе го уреди и оплемени овој простор. Со уредувањето на ова детско игралиште, дечињата добија ново безбедно место за игра, а возрастните уште еден потсетник за тоа колку е важно несебично да помагаме во заедницата. Поголема количина смет која се наоѓаше на патот кон село Кучково и во близина на Урман е отстранет од страна на комуналните служби во општина Ѓурче Петров. Општинарите апелираат за поголема еколошка свест со цел да се избегне создавање на вакви депонии во иднина. Комуналните служби на општина Ѓурче Петров континуирано работат на отстранување на отпадот. Како што информираат од таму, дислоцирана е поголема количина на смет која се наоѓаше на патот кон село Кучково, како и отстранет е сметот на патот кон село Орман кај надвозникот, во близина на обиколницата. Граѓаните реагираат на недоволна застапеност на комуналните работници во населените места Волково, Кисела Јабука и Орман, каде што најчесто поради лошите навики на населението, во комбинација со ретките акции за расчистување на сметот, се создаваат диви депонии од кои се шират зарази, речиси на секој чекор. Од општината најавуваат засилено темпо на работа, со цел да се ослободи од ѓубре и смет и останатиот дел од општина Ѓурче Петров. Комуналните служби апелираат до локалното население за поголема еколошка свест, со цел зачувување на животната средина и здравјето на луѓето. Сдруженијето Македонија блокира најавува блокади на поголем дел од скопските крстосници со цел да се усвојат нивните барања, распуштање на собранието и распишување нови избори. Приврзаниците на Македонија блокира, кои се противат на уставните измени, најавија дека покрај 24-часовното блокирање на просторот пред собранието, од петок ќе ги прошират активностите со блокади и на другите крстосници во Скопје во попладневните часови. Драган Угриновски на денешната пресконференција информира дека се свесни дека поради тоа сообраќајот од петок ќе биде значително утежнат и затоа повикуваат на разбирање од страна на граѓаните. Ова не го правиме за личен интерес, партиски или за интерес на некое друго здружение, туку за одбрана на светото македонско име, идентитет, историја и традиција на македонскиот народ, рече Угриновски. Од здруженијето повторија дека цел на нивните активности е распуштање на собранието и распишување нови избори. Во галеријата на Домот на култура Илинден, во присуство на поголем број љубители на уметноста, се отвори изложбата на дела од уметниците од општина Илинден, која е од големо значење за промоцијата на младите уметници од општината. На оваа трета поред изложба учествуваат уметници од општина Илинден, независно дали професионално или аматирски се занимаваат со уметност. Во галеријата на Домот на култура Илинден, од денеска се отвори изложба на дела на уметниците од општина Илинден. Ова е трета ваква изложба што се реализира во организација на општина Илинден, на која се представуваат уметниците од општината кои професионално или аматерски се занимаваат со сликарство, вајарство, копаничарство. Делата од уметниците аматери се собрани со јавен повик кој го објави општина Илинден за слики од аматери кои се жители на општина Илинден или пак потекнуваат од неа. Градоначалникот на општината Жика Стојановски посочи дека годинава се изложени многу квалитетни дела, а поддршката од општината за развојот и афирмацијата на културата и уметноста во општина Илинден ќе продолжи и во иднина. Целта ни е да ја афирмираме уметноста, а со нивните дела се афирмира и самата локална заедница. Мислам дека во последен период општина Илинден многу повеќе е препознаена по ликовната уметност и воопшто по културата, по негување на културата и традицијата, и тоа посебно ме радува. Драго ми е што има интерес во овој сегмент и ние како општина, како локална заедница секогаш ќе гледаме да даваме сериозна поддршка секако во наши рамки.
Меѓутоа, најзначајно е што имаме создадено услови за негување на културата, односно за ликовната уметност и останатите области од културата. Новица Трајковски, ликовниот уметник кој што исто така живее во општина Илинден, за некој од делата вели дека не може да се препознае дали се направени од професионалци или од аматери сликари и истакна дека од година во година оваа изложба добива на својот квалитет, а со тоа и афирмацијата на уметноста во општината, а голема заслуга за тоа има галеријата во Домот на култура, во која често се одржуваат културни настани. Секој вид на ликовна дејност е добре дојдена за да се организира ваква изложба. Нашата општина има многу има таленти и радува фактот што се јавуваат и многу млади од основните училишта, од средните и веќе има и неколку учесници од нив. Има некои што се занимаваат и со некои дејности што апсолутно немаат врска со ликовната дејност, но нивните дела се извонредни, фантастични. Во разговор со многу колеги сликари професионални, излегува дека нашава галерија во општина Илинден е една од поубавите во Република Македонија. На оваа изложба учествуваат 11 уметници со 37 дела, а еден од нив е и Славе кој 18 години се занимава со копаничарство. Неговите резби се дел од изложбата на уметниците од општина Илинден. Сите ние имаме по нешто уметничко во себе, само кога ќе го разбудиме. Работам копаничарство или резба, а најчесто во копаничарството се стандардни се тие мотиви. Флора, фауна, како што е ова, а овде и икони. Тие се мотивите и некои посебни желби кога има некој нешто да се изработи, се изработува, инаку се може. Дали е тешко? Па не е тешко. Не е тешко ако има одредено предзнаење, ако има трпение, ќе си дојде само по себе. Оваа изложба во галеријата на Домот на култура Илинден ќе биде отворена до 20 декември. Денеска имавме сончево и ветровито време со температура до 8 степени. Утре не очекува слично време со температура до 5 степен. В петок, сабота и в недела температурата ќе го достигне само 7 степен. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме за вниманието, а за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.